Високата представничка на Стейт Департментот по средбите со четворицата лидери потписници на договорот од Пржино денеска на пресконференцијата за медиумите порача дека имала конструктивни состаноци денеска и дека има напредок во исполнувањето на обврските од Пржино. Нуланд рече дека Скопје го напушта со оптимизам бидејќи видела политичка волја кај сите политички лидери за исполнување на обврските и за постигнување на компромис. Високата представничка на Стейт Департментот рече дека сите политички лидери на четирите најголеми политички партии во земјава изразиле политичка волја и очекува во следните денови да се дојде до решение. Да ја погледнеме изјавата на Нуланд. Has been very proud to work alongside the European Union with all of the political forces here to try to overcome the political crisis of the last year, resulting in the Pržino agreement. There has obviously been some progress to implement those agreements, but now it is time to complete the work and set Macedonia on a course for free and fair elections. The major parties have been talking about how to get to elections for some time, even before I arrived. Today I saw all four major party leaders, and I have to say that I leave Skopje encouraged by what I've heard. That in coming days, we hope the negotiating teams can join around the ideas that are on the table now and chart a course towards elections. This is obviously going to take political will on all sides. I felt that that will is there in the meetings that I had today. And of course, Ambassador Bailey and our team will continue their strong work. Така единствено лидерот на Демократската партија на албанците Мендук Тачи даде изјава по средбата со Викторија Нуланд. Од другите партии добивме соопштенија. Лидерот на Демократската унија за интеграција Али Ахмети исто така потврдува како и високата представничка на Стейт Департментот дека е можно во наредните денови лидерите да постигнат компромисно решение. Од Социјалдемократскиот сојуз пак порачаа дека доколку се исполнат условите, односно чист избирачки список, независно известување и правилно известување на медиумите, дека е возможно да се создадат услови и да се одржат кредибилни, фери демократски избори некаде во ноември. Секако пред тоа, како што велат од Социјалдемократскиот сојуз, треба да се формира влада за одржување на овие избори. Од владеачката ВМРО ДПМН пак велат дека партијата се залага за што поскоро да има избори кои што ќе ја решат, кои што се единствено решение за оваа политичка криза. Меѓутоа предупредиле пред високата представничка на Стейт Департментот дека Социјалдемократскиот сојуз мора да се обврзе дека сите услови се исполнети, како избирачкиот список, така и независноста на медиумите, се со цел да нема услови повторно да се одложуваат изборите кои што откако веќе би биле закажани. Како што кажав, единствено лидерот на Демократската партија на албанците даде изјава, па предлагам да ја погледнеме. Уште еднаш повторувам дека имаме голема среќа што Соединетите Американски држави како наш партнер се многу заинтересирани да ни помагат да ја оставиме назад ова политичка криза. Мислам дека сега е моментумот сите заедно да работиме да не трае уште повише ова политичка криза. Тие нема толку време да зборат за конкретни работи. Тука е амбасадорот, екипата што учествуваат во преговорите. Мислам дека повише се работеше за стратешки начела отколку за стратешка начело на Македонија да што побрзо да се искочи од ова политичка. Конкретната порака е да направиме све, сега е моментумот да прекинеме политичката криза и да се договориме да одиме на избори. Така, покрај оптимизмот на Викторија Нуланд дека има дека таа денеска видела политичка волја кај сите четворица лидери потписници на договорот од Пржино за излез од политичката криза, Нуланд порача и дека лидерите имале навистина одлични предлози како тоа да се случи, односно како да дојдат до договор во наредните денови.
Ова беше посетата на Нуланд во рамките на нејзината балканска турнеја, во која што покрај Република Македонија вчера ги посети и Косово и Албанија, веќе по средбите во Скопје заминува за Белград, а за утре е најавена нејзината посета на Кипар. Ова е посета на Викторија Нуланд, која што доаѓа точно една година по нејзината претходна посета, што се случи во јуни минатата година. Тогаш Нуланд порача дека во Република Македонија мора што поскоро да се излезе од политичката криза. Висок представник на Американскиот Стейт Департмент беше во земјава и во мај оваа година, заменикот на Нуланд, Хојт Брајан, кој што со истите пораки по средбите со политичките лидери во Република Македонија замина од Скопје.